Zdravo i dobrodojdovte v уште едном видео на каналот Ти можеш. Јас сум Жаклина, тренер за личен раст и развој. Темата на денешното видео е потенцијалот наспрема реалната слика за човекот. Или не го гледај потенцијалот, види го човекот. Во претходното видео зборував како работите кои што ги знаеме за луѓето, она што го правеле во минатото и кој што се проценило како погрешно, како недоволно добро, како нешто што не се вклопува во стандардите, независно дали во нашите, во стандардите на семејството или заедницата, општеството, може да влијае на сликата, впечатокот кој што го имаме со тој човек денес и да отвори простор за сомнеш, критика, осуда, недоверба и на тој начин да биде пречка за воспоставување некакви односи со човекот. И тоа не е заради моменталната слика и состојба во која што тој се наоѓа, туку заради нешто што било некогаш. А денес сакам да зборувам како потенцијалите кои што ние сме убедени дека ги имаат, може да влијаат врз нашиот став за тој човека, на тој начин и на односите со него, и да создадат некои потешкоти и проблеми, затоа што другиот нема да може да одговори на нашите очекувања, а ние може да се разочараме. И токму затоа е добро да освестиме дали ние го гледаме човекот во реалната ситуација, со реалните способности, со тоа што го може, што го нуди, што сака да го понуди, да го даде на крајот на краиштата, или веруваме, убедени сме дека тој човек има поголеми потенцијали, или пак од некое искуство знаеме, имаме сеќавање и сознанија дека навистина е така, дека има поголеми потенцијали, меѓутоа тоа било некогаш во минатото или пак било поврзано со некоја друга ситуација. Ова е многу битно, особено кога се работи за односи со блиски луѓе. Имаме очекувања од луѓето да направат нешто за себе, можеби за нас. Многу често, наместо да ги чуеме што ни зборуваат или да видиме од повеќе агли, од повеќе аспекти, дали тој човек има способност, капацитет, па и желба, ако сакате, за да направи нешто што ние очекуваме, и наместо тоа ние се држиме за нашата слика за тој човек која што во одреден период и била реална или била адекватна за некоја друга ситуација и за некоја друга негова улога и за некоја друга задача. Ова е една од замките и од заблудите кога ќе почнеме да работиме на себе и кога ќе ги видиме нашите полни потенцијали. И тогаш имаме големи очекувања, поставуваме големи цели пред себе, базирајќи се на тоа што си ги знаеме нашите потенцијали, меѓутоа ги забораваме или ги игнорираме условите во кои се наоѓаме, верувањата што ги имаме, нашите конкретни желби, потреби, другите активности, влијанието од надвор и нашата психофизичка состојба во одреден период воопшто, и дали го сакаме тоа што го правиме, што е многу битно, колкав капацитет, колкава енергија ќе вложиме во тоа. Ги забораваме сите тие фактори и се фокусираме само на потенцијалот на поединецот. Имаме големи очекувања и поставуваме задачи, обврски, кои што може би таа личност од известни причини не може да ги исполни. Ние свесни за неговиот потенцијал или заглавени некаде во сликата која што некогаш сме ја виделе, во тоа што сме се увериле во некои негови способности кои што може би не биле ни конкретно поврзани со ваква ситуација, меѓутоа ние некако сме добиле впечаток дека тој е силен, издржлив, дека посветува многу време, дека е константен во она што го прави, посветен, лојален, и по извесен период во некоја друга ситуација, за некоја друга задача, можеби во некоја негова улога, ние го очекуваме сето тоа истото да го покаже и да го даде, заборавајќи дека ова е друго време, друга ситуација, друга улога, други услови пред се. Убаво е да можеме да го видиме полниот потенцијал на личноста,
да ја видиме големата слика, да видиме што тој може, дури и тогаш кога тој мисли и чувствува дека не може. Понекогаш тоа може да делува и мотивацијски, инспиративно, можеме да му помогнеме со тоа што ќе го потурниме, што ќе го подсетиме, без големи очекувања. И треба да бидеме свесни дали тоа што го правиме му е пријатно на тој на кој што условно му помагаме да го види својот потенцијал, или пак претеруваме, ги поминуваме границите и на крај се сведува само на притискање на личноста да направи нешто зашто не е нити спремна, нити подготвена, нити има во моментот желба, нити потреба, можеби нити капацитет, бидејќи да речеме е преоптеретена со нешто сосем друго, што е нејзин избор, на што има право, се разбира, а ние, знаејќи дека има голем потенцијал, поведени од нешто што било некогаш, од некое наше заедничко искуство, имаме големи очекувања и вршиме притисок, убедени дека тоа е за нејзино добро и дека на тој начин ќе помогнеме, затоа што ќе покажеме колкав потенцијал и колкава сила има. Тоа некогаш може да направи голема штета и на личноста доколку не е во ситуација да ни постави здрави граници, да не одбие, да ни каже не или да се оддалечи од нас. Понекогаш може би дури и ќе влеземе во конфликтни ситуации сосем непотребно, затоа што ние упорно се држиме за потенцијалот на личноста, а не за моменталната состојба во која таа се наоѓа. Свесноста за тоа дека луѓето имат голем потенцијал за одредени работи, со одредени активности, дека знаат и умеат како да се носат со одредени ситуации во животот, понекогаш може да помогне за ние да ја подсетиме личноста која може би заборавила. Меѓутоа, тоа треба да биде толкава мера колкава што личноста ќе ни дозволи, колку што таа друга личност ќе побара од нас на различни начини. Се разбира, понекогаш ние најразлично ги тубачиме знаците кои ни ги упатуваат другите луѓе, влегуваме во нашите предпоставки и тоа не е проблем. Проблем е тоа што ние не прашуваме, а треба да прашаме, да поразговараме, да ја кажеме нашата цел и намера, да ја објасниме, да се обидиме да помогнеме толку колку што личноста ќе ни дозволи, ќе биде подготвена да не ислуша, може би да не разбере, може би не, и потоа да се повлечиме, независно дали сме ние свесни за тоа дека таа личност има големи потенцијали. Со истата таа свесност треба да се обидеме да видиме личноста сега и овде, да ги видиме сите состојби во кои се наоѓа, условите во кои е, што се ја притиска. Се разбира, немаме секогаш доволно информации, меѓутоа понекогаш говорот на телото, лицето, емоцијата, бојата на гласот и се заедно не мора точно да ни каже и да ни покаже за што се работи, меѓутоа може доволно да ни каже и да ни покаже дека едноставно во тој период не е во својот пол потенцијал, или за таа задача, или за таа цел, или во таа ситуација, или едноставно не сака да ги користи своите потенцијали. Од известни причини се штеди, од известни причини тоа не е толку битно колку што може би нам ние или ние сме замислиле дека треба да и биде битно. Свесноста за потенцијалот на другите, за тоа колку може тие да бидат силни, јаки, издржливи, позитивни, без да заборавиме дека може да бидат и се што е спротивно на тоа, со сите нивни слабости и со сите дозволи понекогаш да паднат, да застанат, да се изморат, како и сите луѓе впрочем, тој потенцијал кои некогаш во одредена ситуација, во одредени услови сме ги виделе кај некој. Не треба да ги проектираме, да ги идентификуваме со ситуацијата која што се случува овде и сега. Затоа што и таа личност во таа ситуација била сосема друга личност, во сосема друга улога, во сосема друго време. А сега овде е во некоја сосем друга улога, во сосем друго време и во сосем други услови. И би било, да не речам, сулудо од нас да го очекуваме истото однесување, истиот капацитет, истиот потенцијал и истите резултати. Затоа добро е
да го видиме потенцијалот на луѓето, да сме свесни за тоа колку можат, да гледаме големата слика, да им покажеме и нив, да ги подсетиме, да им помогнеме. Меѓутоа, во никој случај да не вршиме притисок, затоа што на тој начин правиме само поголема штета на нашето и на нивното емоционално здравје, штета на меѓусебните односи и токму поради тоа, нашата свесност да ја фокусираме на тоа што се случува сега и овде, на тоа што му се случува на тој човек сега и овде, на сите капацитети кои во моментот ги поседува и на неговиот избор како ќе се носи во дадена ситуација. Дали тоа ќе ни одговара нам или не, на крајот на краиштата и не е многу битно, затоа што ние не можеме да знаеме се зошто таа личност се однесува и прави така и не знаеме што е најдобро за неа. Во одредени ситуации луѓето ги стишуваат своите потенцијали за да се заштитат, да се одморат, да се подготват за нешто што доаѓа или едноставно во одреден период им дошло премногу и се стишиле и имаат право на тоа. Не го живеат својот пун потенцијал, живеат во некоја зона на комфорот, нам ни изгледаат дека застанале, дека се во некаква пауза, може би тоа не иритира, не фрустрира, тргнувајќи од нивните полни потенцијали. Меѓутоа, ние немаме право на тоа. Ние немаме право да го одредуваме ритамот и начинот на живење и носење со ситуациите на другите луѓе. Затоа да внимаваме на себе, на собствените очекувања, на своите заблуди и илузии, на притисокот што го вршиме, на границите кои можеби некогаш ги преминуваме, да внимаваме на своите полни потенцијали, на своите капацитети, да не ги трошиме залудно, исто како во претходното видео. Тоа што го знаеме за луѓето што било некогаш, не мора да е вистина која што ќе биде адекватна на оваа ситуација денес, сега и овде. Сега можеме да видиме сосем друга слика, сосем друга вистина, која што исто така по извесен период не мора да биде валидна. Затоа фокусирајте се на луѓето, на нивните капацитети, на нивните способности кои што ги има, затоа да им дозволиме на луѓето да ги користат своите капацитети и полни потенцијали сега и овде најдобро што знаат и умеат, без да ги притискаме, без да им се мешаме во работата, во животот, дури и тогаш кога тоа не ни се допаѓа, дури и тогаш кога сме свесни дека тие можат повеќе. Се додека тие сами не сватат дека можат повеќе, подобро, поинаку. Наше е повремено да им укажеме, наше е да им покажеме и толку. Потоа можеме само да бидеме наблюдувач и доколку имаме капацитет, желба и волја и некој кој ќе биде поддршка и кој ќе биде тука и тогаш кога тие ќе го живеат својот полн потенцијал. И јас сум правила вакви грешки, особено со луѓето кои ми се драги, затоа што сум мислела дека на тој начин ќе им помогнам, ќе ги поттурнам, меѓутоа понекогаш сум знаела да се заиграм, признавам, и да ги преминам нивните граници и тоа што им го зборувам да им стане притисок, да се чувствуваат непријатно дека ете не може да исполнат тоа што јас го очекувам. Во исто време јас имам очекувања кои што тие не ги исполнуваат, па некако се чувствувам немоќна, разочарана можеби, па потоа сум ја вртела кон себе вината, односно одговорноста, па ете јас не направив доволно за да му покажам колкав потенцијал има, па јас не бев доволна покрај него, па јас не го поддржував доволно и така натаму. И на крајот сето тоа се создава само еден однос кој што е полн со очекувања, притисоци, измачувања, осуда на едниот кон другиот, осуда кон себе си, чувство на неуспешност, неспособност и сето тоа се врти во еден круг и по извесен период веќе не ни знаеме што ни била почетната цел. Да му покажеме, односно да му помогнеме на другиот да го види својот полн потенцијал. Тоа не се случува. Тој ќе го види својот полн потенцијал
тогаш кога ќе одлучи да го види. А ние ќе останеме повторно разочарани од личноста која ни е драга или од себе си, затоа што сме потрошиле залудно толку време и толку енергија, а никој не го ни барал тоа од нас. Затоа да бидеме внимателни. Јас ви посакувам убав ден, ви посакувам да го свестите и користите својот потенцијал. Меѓутоа исто така и да си дозволите да не биде тоа така, да си земете одмор, да се станете, да се одморите, да направите увиди во тоа што го правите, да видите докаде сте, да поразговарате со себе како понатаму, да се трошите онолку колку што вие чувствувате дека можете, дека сакате, колку што имате капацитет во одреден период, независно дали имате многу поголем потенцијал од тоа и сте свесни за тоа и другите околу вас се свесни, меѓутоа вие имате своји причини и тие причини се највалидни кога се работи за вас. Ви благодарам што ме следите. Приклучете го звончето за subscribe ако не сте го направиле до сега тоа, ставете лайк на ова видео и споделете го ако мислите дека некому може да му помогне. Ви посакувам се најубаво до следното видео.